Преку јавно-приватно партнерство, Министерството за здравство планира да го враќа и зајакнува инвитрото во јавното здравство. Досега најголем број од пациентите кои добиваа бесплатни ваучери за инвитро ги користеа во приватни клиники, кои има склучено договор со фондот, а не на државна клиника. Сега од Министерството преку оглас бараат понудувач кои за 10.000 евра ќе изработи физибилити студија со која би ги разгледувале сите опции за зголемување на капацитетот во државните институции и воведување методи кои ќе ги нема во приватните болници. Поентата е да се зајакне капацитетот на системот за наплата, а ваучерите остануваат. Досега најголем број од пациентите одаа во приватни болници, но ние сакаме да го зголемиме капацитетот во државните институции, да ангажираме уште повеќе експерти, но и да воведеме методи кои ги нема во приватните клиники. Освен со зголемување на квалитетот на услугата, употребата на ваучерите ќе остава на во државна клиника, но и ќе го развијат јавното приватно партнерство, велат од Министерството за здравство. Планот е јавното приватно партнерство да биде меѓународно, особено странска компанија, да влезе со инвестиција моделот на инвитро на државна клиника. Неизвестно кој би бил мотивот на една странска приватна компанија да влегува во инвестиција во македонско државно здравство, ако тоа нема висок профит, што пак го наметнува прашањето колку оваа идеја би била економски оправдана за државниот буџет. Во јавноста се поголеми се реакциите во однос на овие идеи и на нив се гледа како признавање на поразот во јавното здравство, неговата партиципација и можност за заработка на приватни компании и лица. Министерот Филип Чепак во ова гледа можност за соединување на експертизата во приватниот и во државниот сектор, подобри услови за интегриран сервис на здравствената услуга. Недостигот покрупни инвестиции во здравството и пременувањето кон јавно-приватни партнерства, Министерството за здравство го оправдува со фактот што се уште чека на изградбата на новиот клинички центар, за кој не се знае кога и каде би бил изграден.